Добро вечер. Докторе, пред една сезона сме така во која љубителите на дивите печурки чекаат да веројатно потопло сонце после овие обилни дождови па да се пуштат на терен. Вие секоја година имате некое предупредување, речиси тоа повеќе е заплашување или пак е на некој начин повикување на внимателност? Па видите, не би го нарекол заплашување, може да има доза на заплашување, меѓутоа повеќе е предупредување и повикување на поголема внимателност, како што рековте, јас секоја година по неколку пати на социјалните мрежи, па и на медиумите, апелирам максимално да се внимава кога се собираат дивите печурки, затоа што тогаш кога најмалку очекуваме, тогаш може да се направи некоја фатална грешка која што може понатаму сериозно да ни го наруши здравјето или не дај Боже некој да го изгуби животот затоа што ќе конзумира некоја од отровните печурки. Сега временските прилики се погодни, ова е период кога интензивно виреат дивите печурки, значи имаме влажно време, врнежи, па сонце и наизменично, нели? Знаете старите како рекле, после сонце никнуваат како печурки. И сите оние кои што сметаат дека добро ги познаваат, а има и такви, за жал, што не ги познаваат добро, излегуваат во природа, собираат, ги носат дома и конзумираат и после тоа, знаете, се е тоа руски рулет. Тие што ги познаваат и секоја година ги собираат тие што се јадливи, може да се направи грешка, да се собере погрешка некоја што е отровна, и со тоа да се направи голем проблем. Кога зборуваме сега, како се прават грешките, да речеме? Видите, грешките се прават кога се собира масовно, кога се собираат печурките. Втор момент е тоа што одредена група или вид на јадливи печурки некогаш се измешани со некои растат на исто место, или виреат на исто место со некои кои што се отровни. Меѓутоа би сакал тука да направам една дистинкција. Значи, во природата се познати околу 5000 видови на печурки, од кои 100 се отровни. Меѓутоа, од тие 100 отровни, 10 видови се смртоносни. Значи, ако ги конзумираме, може многу лесно се случи да го изгубиме животот. Значи, такви од тие 10 видови кои што, за жал, јас велам за жал, виреат на поднебјето на Република Македонија, можат да се измешаат со тие што сите 10 ги има во Македонија? Јас имам податок дека сите 10 ги има. Иако има информација дека не ги има сите 10, меѓутоа, знаете, тие што се занимаваат со таа проблематика се малку не се усогласени и велат дека ги има сите 10, некои велат не ги има сите 10, ги има оние најотровните. И тоа е најважно да го соопштиме во јавноста, дека кај нас виреат баш тие што се најотровни и тие што се смртоносни. Добро. Така да внимателност мора да постои. Ајде да видиме како действува отровот кај печурките, кај организмот. Вака сега, мора прво... Има ли некои симптоми претходно? Да, апсолутно. Значи, мора прво да ги поделиме. Отровните печурки се делат во две групи. Едната група е таја која што по конзумацијата ги манифестира своите отровни својства, односно симптомите се јавуваат за време од 1 до 3, најмногу до 5 часа. И тие ние ги викаме печурки, отровни печурки со краток латентен период, значи краток период на инкубација. И втората група се тие кои што своите симптоми ги манифестираат после 6 па до 40 часа од конзумацијата. И тие ги викаме печурки со долг латентен период. Тие се попроблематични. Тие се најпроблематични, значи ние никогаш, ама вообичаено не се вознемируваме кој ќе ни каже пациентот дека ги конзумирал пред 1 час или 2. Тогаш сигурно се работи за печурка со краток латентен период, кој што обично има добар исход. Меѓутоа, и тоа не смееме да го земеме кој здраво за готово, затоа што кај повозрасни пациенти или кај посетливи пациенти, печурките во основа и двете групи даваат исти симптоми во почетокот. Тоа е тој така наречен карактеристичен гастроентероколичен синдром, го викаме ние, кој што почнува со јаки болки во стомакот, мачнина, гадење, повраќање и чести течни столици. И при тоа се губи голема
количина на течности, се губи голема количина на електролити. Тоа се оние составни делови на телесните течности кои учествуваат во регулацијата на оние сите процеси што се одвиваат во организмот, и тогаш и тие може да предизвикаат сериозни потешкоти, дури и од нив да се изгуби живот. А овие вториве, тие веќе имаат многу сериозни токсини во својот состав, кои што, поминувајќи низ гастроинтестиналниот тракт или низ дигестивниот систем, дел не се ресорбираат, не се повлекуваат во циркулацијата, меѓутоа ги предизвикуваат тие гастрични, односно тие стомачни потешкоти, а тие што се повлекуваат или се ресорбираат, тие проаѓаат низ црниот дроб и при тоа прават сериозни оштетувања на клетките кои го градат црниот дроб, и со тоа тој ја губи својата функција и од тука почнуваат сите проблеми кои што понатаму се јават. Ако некој пациент дојде, важно ли е да ви каже кој тип на печурки јавил, и при терапијата можно ли е да тоа има, да речеме, кај вас ефект за да се побрзо действува? Апсолутно. Кога би знаели ние која е печурката, веднаш знаеме што треба да правиме, ме разбирате. Меѓутоа, често пати печурките што ги собираат, тие ќе ги изедат сите и немаме примерок. Меѓутоа, нели, на клиниката за токсикологија работат многу искусни доктори кои што имаат искуство со вакви труења, и ние обично по симптомите, по тоа што ќе ни го каже пациентот, по тоа што ќе ни го каже семејството кое што ќе биде со него или околината, ние правиме свој заклучок за која печурка се работи, па на крајот краишта ја следиме и клиничката слика, симптомите кои се јавуваат и така и реагира. Како се третира пациент затруен од печурки? Видите, основно е кога ќе дојде пациентот и ние слушнеме дека конзумирал печурки, и пред уште да почнеме да нагаѓаме или знаеме за која печурка се работи, треба комплетно да се испере или да се измие дигестивниот систем. Да се предизвика повраќање, да се исчистат цревата и да му се даде висока доза на медицински јаглен. Тоа е оној медицински јаглен кој што внесен во организмот проаѓа, само тој не се ресорбира, туку само проаѓа низ дигестивниот систем и ги собира сите отрови што се наоѓаат од хранопроводникот, преку желудникот, 12-прстното црево, тенките црева и дебелото црево. Од вашето искуство, кој тип на печурки најмногу сте имале проблеми кои што пациентите биле доведени и во критична состојба, па и некои кои што поминале добро? На нашето поднебие вире најсмртоносната печурка, тоа е Аманита фалоидес. Да. Значи, видот Аманита, кој што има повеќе подвидови, значи Аманита фалоидес, Аманита верна и Аманита вироза. Тоа се три најотровни печурки кои што се среќаваат во природата, отприлика слично изгледаат, има слична клиничка слика, али најчесто има некаде во најчесто зелената печурка. Да, така е, зелена пупавка, со која што ние најмногу проблеми имаме. Кога ќе дојдат пациенти кои што конзумирале таква печурка, тоа е борба со времето и борба за животот на пациентот. Нези ја нарекуваат, она како се нарекува во науката за печурки, кралица на смртта. Дури има историски податоци кога била користена за дипломатски тровење и така натаму. Се подметнувала за да се отрујат одредени личности кои на некого му сметале. Колкав процент, да речем, од една таква печурка е опасен по живот? Видите, една печурка може да го отруе целото семејство. Значи, таа содржи два типа на отрови или токсини, кои што се исклучително моќни отрови. Едниот од нив не се ресорбира, за среќа, а многу е отровен. Тој само проаѓа низ дигестивниот систем и ги предизвика оние првичните, така е. Тоа е таа зелена пупавка или зелена капа. Таа ги предизвикува оние почетните симптоми, дигестивните симптоми, стомачните потешкоти. А вториот токсин, тој се ресорбира, стигнува во црниот дроб, почнува да си ја врши својата работа, да ги оштетува клетките кои што го градат црниот дроб и повторно преку жолчката се излачува во дигестивниот систем. И повторно од тамо се враќа назад. И тоа е тоа што придонесува да тој отров е толку моќен, затоа што во неколку наврати проаѓа низ црниот дроб и
сериозно го оштетува. Значи, оштетениот црн дроб не може да си ја врши својата работа, не може да прави детоксикација, нели, да го заштити организмот од отровите кои што се создаваат за време на метаболните процеси или отровите кои што ние ги внесуваме секојдневно. Ние во Македонија имаме еден друг случај за кој што многу малку се зборува, пошто јас сум љубител на печурки, шедам во планини, собирам оние кои што сум 100% сигурен, нормално. Дека ги познам, но има, приметувам една група на млади кои собираат, например, аманита мускарија и некои други психоделични... Така, псилоциба. Да, печурки кои што ги сушат, потоа прават чаеви. Имате ли такви случаи на предозирање на такви пациенти? Видите, за среќа немаме. Јас се сеќам во мојата богата клиничка кариера, нели, за еден случај на труење со псилоциба. Тоа се печурки кои што спаѓаат во онаа групата со краток латентен период. Тие брзо делуваат, меѓутоа тие предизвикуваат зголемено излачување или големена концентрација на одредени состојки кои што предизвикуваат халуциногени, малку вака чудни чувства. Да речеме, псилоцибата е забранета со закон. Ако ви најдат псилоциба, не ви гинат 3 до 5 години затвор. Таа е ставена во групата на тие, нели, психоактивни супстанции. Она е една мала... Така е, таа, нели, треба да внимава човек со незе. Не само што ќе има проблеми со здравјето, туку ќе има проблеми и со законот. Таа предизвикува не, ова е аманита, мускарија, така е. Таа предизвикува дезориентација, деперсонализација, халуцинации, видни, слушни, затоа ја злоупотребуваат. Истото се случува и со овие мускарија. Значи, оваа мускарија предизвикува така наречени мускарински ефекти, се зголемува концентрацијата на некои состојки во организмот кои забрзуваат работа на срцето, вака предизвикуваат некои чудни чувства и затоа има такви млади кои што ги злоупотребуваат. Јас веќе го искористам вашиот медиум да ги предупредам и да апелирам да не го прават тоа, затоа што многу лесно може да се случи и со таквата печурка да направат нешто што може многу да ги чини скапо. И сосема пред крај, сега сепак дивите печурки вргање од лотосот не вире индустријски, пазарот е многу скап, тоа што се продава на пазар е собрано од луѓе. Така е. Како да се препознава, како... Вака сега јас лично имам аверзија кон печурки, не јадам печурки. Никога да не биде ова да... Не јадам печурки, нели, тоа е мој личен избор. Си има луѓе што си јадат и нека продолжат да си јадат тие што се комерцијални печурки. Меѓутоа, она што моето богато клиничко искуство зборува, најголемите грешки ги прават најголемите познавачи на печурки. Тоа е малку... Јас ова им го кажувам секогаш на моите студенти, пошто јас ги предавам печурките, нели? На студентите им го кажувам на крај. 2 реченици им кажувам дека најголемите грешки ги прават најголемите познавачи, затоа што сум имал многу случаи во пракса што тоа го експериментираат со други печурки, можеби. Што тоа го потврдиле. Тие се сигурни и проаѓаат како комбајни ги собираат. Ме разбирате? Тоа е мое лично мислење. Тоа е едното што им го кажувам и другото што им го кажувам е тоа дека сите печурки се јадат, само некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. И тоа им кажувам многу добро да го запаметат и да го пренесат на своите блиски и на своето обкружување. И да внимаваат кога шетаат. Апсолутно да внимаваат, нели, и тие печурки што ги собираат луѓе кои што имаат богато искуство, па тие што имаме и тревки кои се отровни ги собираат. Така, низ неколку раце проаѓаат тие печурки. Не може тие да одат во комерцијала да се дистрибуираат по маркети, ако не ги проверат неколку групи на луѓе кои се исклучителни познавачи. Благодарам за ovo, господин. Молам.